Република Македонија е парламентарна демократија. Тоа значи дека граѓаните на избори ги избираат своите представници кои го конституираат собранието, кое пак потоа ја избира владата како извршна власт. Република Македонија е држава со парламентарна демократија. Една од темелните вредности на уставниот поредок е поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска. Теоријата за поделба на власта се заснова на идејата за ограничена со правото власт, кога станува збор за односот на граѓанинот и државата, и на идејата за меѓусебно ограничување на државните органи како гаранција против неограничената власт. Секоја гранка на власта има свој делокруг на овластувања, со кои меѓусебно соработуваат и се контролираат. Собранието на Република Македонија го представува гласот на граѓаните и е единствен орган на државната власт кој има надлежност да донесува закони. Владата на Република Македонија е носител на извршната власт и за својата работа е одговорна пред собранието, додека судската власт ја вршат судовите, самостојно и независно од законодавната и извршната власт, во согласност со уставот и законите. Организација на законодавната власт. Собранието е еднодомно представничко тело и го сочинуваат 120 избрани пратеници, кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Поимот собрание соодветно ја отсликува суштината на законодавниот дом, место каде представниците на граѓаните се собираат и преку организирана расправа донесуваат закони и други акти. Организацијата и функционирањето на собранието се уредуваат со Уставот на Република Македонија, Законот за собранието и Деловникот на собранието. Misioni kryesor I Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është që t'i përfaqësojë qytetarët si bartës I pushtetit ligjvënës dhe të ushtrojë kontroll politik dhe mbikëqyrje mbi pushtetin ekzekutiv. Kuvendi I Republikës së Maqedonisë këtë mision e realizon nëpërmjet funksionit përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës. Funksioni ligjvënës I Kuvendit realizohet nëpërmjet miratimit të ligjeve në procedurë të rregulluar me rregullorin e punës së Kuvendit. Kuvendi për kryerjen e punëve nga kompetencat e tij miraton edhe vendime, deklarata, rezoluta, rekomandime, konkluzione dhe themelon organe. Funksioni mbikëqyrës Kuvendi e kryen nëpërmjet kontrollit politik ndaj qeverisë dhe ndaj bartësve të tjerë të funksioneve publike që përgjigjen para Kuvendit nëpërmjet pyetjeve të deputetëve, interpelancës, mocionit të besimit të qeverisë dhe të komisioneve anketues. Në kuadër të realizimit të funksionit mbikëqyrës, organizohen debate mbikëqyrëse për mbikëqyrjen e zbatimit të politikave dhe të ligjeve. Надзорните расправи се контролен механизам што за прв пат се воведени со Законот за собранието донесен во август 2009 година. Надзорните расправи се одржуваат за да се добијат информации и стручни мислења во врска со утврдувањето и спроведувањето на политиките, извршувањето на законите и другите активности на владата и на органите на државната управа. Надзорната расправа ја спроведува матичното работно тело на собранието, во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет на надзорната расправа. Својата надзорна и контролна функција собранието ја остварува и преку разгледување и усвојување на извештаи за работа и други видови на извештаи кои органите на извршната власт имаат обврска да ги доставуваат до собранието на Република Македонија. Funksioni përfaqësues I Kuvendit realizohet nëpërmjet komunikimit midis deputetëve dhe qytetarëve. Zyrat për kontakt me qytetarët paraqesin një formë të rëndësishme për komunikimin e deputetëve me qytetarët dhe votuesit në njësitë e tyre zgjedhore. Собранието ја стварува представничката функција преку комуникација на пратениците со граѓани, за што е назначен и посебен ден во неделата, петок, кога не се закажуваат пленарни седници, ниту седници на работните тела, за да можат пратениците да бидат слободни, да остваруваат средби со граѓаните. Собранието од редот на пратениците, освен председател, избира и подпредседатели на собранието. Функцијата на подпредседателите на Собранието на Република Македонија да му помагаат на председателот на Собранието во работата и да вршат работи од неговиот делокруг. Nënkretarët e Kuvendit kanë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në funksionimin e pandërprerë, efikas dhe efektiv të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Një nga kompetencat më të dukshme dhe një farë mënyre më të qartë për publikun është ndihma në kryerjen e punëve të kryetarit të Kuvendit brenda fushbërprimit të tij.
Përkatësisht, zëvendësimi i kryetarit të kuvendit në rast të mungesës ose pengesës së tij. Бројот на подпредседателите го утврдува собранието по предлог на председателот на собранието. Подпредседателите се избираат од редот на пратениците кои припаѓаат на различни политички партии застапени во собранието, а еден од подпредседателите се избира од редот на пратениците кои припаѓаат на политичката партија застапена во собранието, која е најголема опозициона партија. Заедно со председателот на собранието се грижат за остварување на правата на пратениците, за обезбедување услови за нивната работа, ја планираат динамиката на седниците, одлучуваат за прием на делегации на парламенти на други држави и на представници на други органи и организации од странство и за испраќање постојани и повремени делегации во странство и вршат други активности кои се од значење за работата на собранието. Si shembull më i rëndësishëm për llojin e tillë të kompetencave të nënkryetarëve mund të theksohet mekanizmi i koordinimit të punës së kuvendit, i formalizuar me ligjin për kuvendin e Republikës së Maqedonisë në vitin 2009. Ky mekanizëm parashikon mbajtjen e takimeve të rregullta të kryetarit, nënkryetarëve dhe koordinatorëve të grupeve të deputetëve së paku një herë në javë, përkatësisht çdo të hënë, ku harmonizohet rendi i punës së kuvendit dhe trupat e tij punues për javën e ardhshme dhe kryhen konsultime për propozim ligje të caktuara, të cilat janë në procedurën e kuvendit. Еден од подпредседателите е председавач со буџетскиот совет на собранието, кој заедно со 9 членови од редот на пратениците на собранието го одобруваат буџетот на собранието, но и државниот буџет. Имено, буџетскиот совет ги утврдува стратешките приоритети на собранието за наредната година и истите ги вклучува во буџетот на Република Македонија, преку предлагање на посебни програми и подпрограми, потоа дава упатства и насоки за подготвување на предлогот на буџетските барања и потребите за работата на собранието. На тој начин се манифестира финансиската и буџетската автономија на собранието, односно се создава механизам преку кој собранието може самостојно да ги планира и утврдува своите финансиски потреби и истите да ги вклучи во предлог буџетот за наредната фискална година. Собранието е во постојано заседание и работи на седници. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Мандатот на пратениците трае 4 години и тие не можат да бидат отповикани. 30% од представниците во собранието се жени. Заради детално разгледување на предлозите на законите и останатите прашања од надлежност на собранието, во негови рамки се формираат постојани и повремени работни тела. Работата на собранието се одвива преку вкупно 21 работно тело, комисии, 3 совети, комитет за односи меѓу заедниците, клуб на пратенички, интерпартиска парламентарна група за права на лица со посебни потреби, интерпартиска парламентарна група за права на ЛГБТ и клуб за младински прашања и политики. Парламентарната дипломатија се одвива преку 9 делегации во меѓународни парламентарни собранија и други мултилатерални форуми и 46 пратенички групи за билатерална соработка. Постојаните работни тела, комисиите, се основаат со одлука на собранието на почетокот и функционираат во текот на целиот мандат, додека повремените се формираат по потреба. Работните тела се конституираат по области, така што предлозите на законите и другите акти ги разгледуваат матичното работно тело и законодавно правната комисија. Собранието формира и 3 совети, и тоа Национален совет за евроинтеграција, кој обезбедува заедничка согласност и координирано дејствување во процесот на пристапување кон ЕУ. Буџетски совет, кој ги утврдува стратешките приоритети на собранието и предлага нивно вклучување во буџетот на државата. И Совет на собранискиот канал, кој ги разгледува и усвојува реализацијата на програмата, финансиското работење и емитувањето на програмата на собранискиот канал. Дополнително, во рамките на внатрешната организација, собранието основа постојани и повремени делегации во меѓународните парламентарни собранија, например во НАТО, Интерпарламентарната унија, ОПСЕ и Европската унија.
Жените пратенички формираат клуб на пратенички, без оглед на нивната политичка припадност во собранието, со мисија во законските решенија да се води грижа за родовата еднаквост и унапредување на правата на жените и нивно активно вклучување во процесот на одлучување во државата. Пратеничките групи во собранието имаат еден асистент на секој 5 пратеници и секој пратеник има канцеларија со асистент во местото каде што е избран. Законодавниот процес има поддршка од информатички програми, е-парламент, е-библиотека, е-законодавна архива и систем за електронски комуникации и информатичка технологија. Секој пратеник има и своја канцеларија во зградата на собранието, која е изградена од 1936 година, а со доградба од 2016 година располага со вкупно 18.127 метри квадратни простор. За остварување на надлежностите на собранието и остварување на мандатот, пратениците имаат на располагање институционална, правна, административна и техничка поддршка од службата на собранието. Работата на собранието ја поддржува собранишка служба, која што е раководена од генерален секретар, составена од 286 административни службеници, организирани во 13 сектори, и 3 посебни организациони единици, кои обслужуваат 120 пратеници. Седниците на собранието се јавни и нивниот тек може да се следи преку интернет страната www.собранието.mk/пренос од седница.nspx. Собранието има сопствен телевизиски канал за емитување на своите активности со директни преноси и снимки од своето работење, како и информативни и едукативни содржини за јавноста. За зајакнување на законодавната и надзорната улога на собранието, во 2014 година започна со функционирање и парламентарниот институт. Работата на парламентарниот институт е да функционира како непристрасен истражувачки центар кој што треба да обезбеди пред се непристрасни и објективни информации за сите пратеници во собранието. Еден од подпредседателите на Собранието на Република Македонија е и преседавач на Управувачкиот совет на Парламентарен институт, каде по функција членуваат подпредседателите на Собранието, координаторите, генералниот секретар и представник на председателот на Собранието. Мисијата на Парламентарниот институт е обезбедување непристрасни, навремени, објективни и достапни услуги и информации на законодавната власт. За да имаме аргументирана дебата, нас не се потребни информирани пратеници кои покрај сите обврски, законодавни, представнички, надзорни или партиски, ќе бидат добро подготвени со соодветни образложенија на предлог на законите и со компаративни анализи. Со формирањето на Парламентарниот институт, Собранието доби стручна и независна служба за анализи и информации за пратениците, модерна кодифицирана законодавна архива и користење на институционалната меморија на законодавниот дом, управување со модерен библиотечен систем и користење на референтни материјали, систем за комуникација и едукација со јавност, граѓани, училишта, студенти и ранливи групи за улогата на законодавната власт во системот на организација на државната власт. Парламентарниот институт исто така спроведува едукативни активности. Овие активности се во функција на зајакнување на јавната свест за улогата на собранието, односно на законодавната власт во севкупната организација на државна власт во Република Македонија. Станува збор за едукативни настани, семинари за ученици, за средношколци, за студенти, дополнително за потребите и на сите вклучени страни во функционирањето на законодавната власт, обезбедуваме и тренинзи и обуки за службата во собранието, за асистентите на пратеничките групи, за асистентите на пратениците во канцелариите за контакт со граѓаните и на крајот во функција на поголема транспарентност на законодавната власт, секој последен петок од месецот Парламентарниот институт исто така организира и отворен ден на собранието. Како предлогот станува закон? Право да предлага донесување на закон има секој пратеник во собранието, владата на Република Македонија и најмалку 10.000 избирачи. Предлогот треба да содржи наслов, вовед, текст на законот и образложение на предлогот, да се регулира соодветната материја заедно со проценка на финансиските средства потребни да се спроведе законот.
Согласно деловникот, предлог законот овластените предлагачи го доставуваат до претседателот на собранието, кој веднаш, а најдосна во рок од 3 работни дена од поднесувањето, го доставува до пратениците во писмена или електронска форма, со што започнува законодавната постапка. Согласно деловникот, законодавната постапка се одвива во 3 читања. Прво читање. Во рамките на првото читање, предлогот на законот прво се разгледува во матичното работно тело, кое треба да заседава најдоцна 3 дена пред одржување на пленарната седница, на која бил ставен предлогот како точка. Додека матичното работно тело, каде што предметната материја спаѓа, например областа на животната средина, го разгледува предлогот во прво читање од гледна точка на потребата за регулирање и односите кои се уредуваат, Законодавно-правната комисија го разгледува предлог законот од аспект на формално-правната усогласеност со Уставот или други закони. Како резултат од седниците на матичното работно тело и Законодавно-правната комисија, по предлог законот во прво читање, се подготвуваат извештаи во кои се утврдува дали предлогот е прифатлив или не за натамошно читање. Предлогот на закон потоа се разгледува на седница на собранието, каде се одржува општа расправа и се одлучува дали предлогот на закон може да се даде на второ читање. Оваа седница деловнички треба да се одржи најмногу 20 дена по доставување на предлог законот до пратениците. За предлогот на закон кој е од поширок интерес, матичното тело може да спроведе јавна дискусија која треба да го направи предлогот на закон достапен на сите заинтересирани страни: граѓани, јавни установи, институции, невладини организации, синдикати и други, кои може да доставуваат своји мислења и предлози кои заедно со предлогот на закон се доставуваат до собранието на второ читање. Значи, јавната дискусија се одржува помеѓу двете читања по предлог законот. Второ читање. Второто читање започнува во матичното работно тело и Законодавно-правната комисија и се врши во рок од 7 работни дена по одржаната седница на собранието за прво читање по предлогот. Во ова читање на предлогот се поднесуваат амандмани. Амандмани може да поднесе секој пратеник, пратеничка група и работно тело. На второто читање на седница на собранието се води општ претрес само по оние членови кои што се изменети со амандмани и само на тие членови може да се поднесат амандмани. Трето читање. Доколку собранието усвои амандмани на повеќе од 1/3 од членовите на дополнетиот предлог на закон, текстот на законот се подготвува за трето читање. Во третото читање не се вклучени работните тела и тоа по правило се одржува на наредната пленарна седница на собранието. Собранието расправа и одлучува само по оние членови за кои се поднесени амандмани на дополнетиот предлог на закон за трето читање и одлучува за предлог законот во целина. Скратена постапка. Скратена постапка за донесување закон може да се примени на барање на предлагачот во следниве случаи: ако не е во прашање сложен и обемен закон, ако престанала важноста на некој закон или одредби од некој закон, и ако не се работи за сложени и обемни усогласувања со правото на Европската Унија. Користењето на скратената постапка овозможува пократок рок на донесување на законите, со тоа што собранието на пленарна седница најпрво одлучува дали да се прифати предлогот да се носи по скратена постапка или не. Доколку одлуката е позитивна, тогаш претседателот на собранието веднаш ги задолжува матичното работно тело и Законодавно-правната комисија да расправаат по предлог законот. По завршувањето на комисиите, законот повторно се враќа на пленарна седница и веднаш се преминува на второ читање. Односно, на второто читање се врши и општ претрес на законот, се расправа по целиот закон и претрес по поднесените амандмани. Итна постапка. По исклучок, законот може да биде донесен и по итна постапка, кога тоа е неопходно заради спречување и отстранување на поголеми нарушувања во стопанството или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката, или во случај на поголеми природни непогоди, епидемии или други вонредни и неодложни потреби. Кога предлогот на закон се разгледува по итна постапка, не се одржува општ претрес. Прогласување на закон. Законите се прогласуваат со указ. Указот за прогласување на законите го потпишуваат претседателот на Републиката и претседателот на собранието.
Председателот на Републиката има право на суспензивно вето, односно може да одлучи да не го потпише указот за прогласување на законот. Во тој случај, собранието повторно го разгледува законот и доколку го усвои со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, председателот на Републиката е должен да го потпише указот. Председателот на Републиката е должен да го потпише указот и доколку законот се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Пред да влезат во сила, законите се објавуваат во службен весник на Република Македонија. Например, мисионите ти, Ковенди Република Самачонис, përpiqet të realizoj vizionin e tij, që është promovimi i një pushteti ligjvënës, transparent, përgjegjës dhe bashkëkohor në funksion të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Për realizimin e misionit dhe vizionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë vendosen qëllime të caktuara strategjike, të cilat janë të përcaktuara në planin strategjik 3 vjeçar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe promovojnë disa vlera. Qëllimet kryesore strategjike të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë janë demokracia parlamentare funksionale, parlamenti i hapur, diplomacia parlamentare proaktive, si dhe shërbimet efikase dhe shërbimet parlamentare. Demokracia parlamentare funksionale do të arrihet nëpërmjet përforcimit të funksionit përfaqësues, zbatimit të funksionit ligjvënës, përforcimit të funksionit mbikëqyrës të Kuvendit, pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin ligjvënës, deputetëve të informuar, përmirësimit të kornizës ligjore për punën e Kuvendit dhe planifikimit të aktiviteteve ligjvënëse. Parlamenti i hapur do të arrihet nëpërmjet promovimit të kulturës së transparencës dhe përfshirjes dhe informimit të publikut dhe të qytetarëve të kategorive të rrezikuara, reformave të kanalit të Kuvendit si pjesë e partneritetit për pushtet të hapur, faqe interneti e lehtë për kërkim dhe përdorimit proaktiv të rrjeteve sociale dhe pushtetit ligjvënës me buxhet transparent. Demokracia parlamentare proaktive do të realizohet nëpërmjet përforcimit dhe avancimit të rolit të Kuvendit në integrimin evropian dhe euroatlantik, parlamentit inicues në marrëdhëniet multilaterale dhe bilaterale me përfaqësim aktiv të pozitave parlamentare dhe parlamentit, me pozita të përcaktuara dhe me aktivitetet të harmonizuara në politikën e jashtme. Shërbimet e avancuara dhe efikase dhe shërbimet parlamentare do të arrihen me infrastrukturë bashkëkohore dhe funksionale, përforcim të pavarësisë financiare dhe menaxhim efikas financiar, shërbim parlamentar të pavarur, profesional dhe efikas dhe në punës të vlerësuar dhe parlament të sigurt. Zbatimi i këtyre qëllimeve strategjike realizohet duke u mbështetur në parimet e profesionalizmit, paanësisë, transparencës, pavarësisë, përgjegjësisë si dhe efikasitetit.